Сите објекти се вратени во многу лоша состојба. Дел од објектите се под заштита на државата, тоест конзерваторскиот центар. Постапка за да се добие градежна дозвола за еден ваков објект за реконструкција или било какво градежно превземање на градежни активности е сложена. Целта е да се задржи изгледот на сите тие заштитени објекти идентичен каков што бил. Во моментот сме во фаза за одобрување на проектот за реконструкција на кровот и санација на постоечкиот објект овде во Соколана. Дополнително општината обезбеди 2 милиони денари и изготви проект за реконструкција на спортската сала. Тој е целосно завршен, аплициран во систем за добивање на градежна дозвола. Повторно разговараме со Агенција за млади и спорт, ние како општина издвоивме 7 милиони денари за реконструкција на кровната конструкција и дополнителни средства се уште бараме, ни се потребни уште околу 7 милиони денари за да се препокрие кровот и да се стави нова кров на спортската сала. Дополнително средства побаравме од Агенција за фазата затоплување и ладење на спортската сала, така да одиме чекор по чекор. Што се однесува до градскиот стадион, тоа е во лоша состојба. Во моментов имаме сериозни проблеми и не можеме да изнајдеме финансиски средства и ни да го санираме. Некаде околу 300.000 евра средства се потребни само за ручење на постоечките трибини на градскиот стадион, кои што не можат да се употребуваат. Истиот се користи само за тренажен процес на фудбалските клубови и фудбалските школи кои што работат на територија на нашата општина. И што се однесува до градското стрелиште, за жал тој објект не може да биде функционален, бидејќи по новиот генерален урбанистички план се наоѓа во заштитниот појас на меѓународната пруга која што се гради. Имаме уште два спорни простори, а тоа се помошните игралишта на ЗИК во близина на спортска сала, за која што општината води приватен спор со приватните концесионери кои што имаат направена узурпација и на сила ги држат под владение самите објекти. Општината води спор да ги напуштат објекти и верувам дека постапката кога ќе заврши на суд ќе можеме да влеземе и таму со инвестиции. Инвестираше на 3 локации во изградба и реконструкција на спортски објекти. Едната локација е реконструкција на спортските терени за кошарка и ракомет со изградба на тартан подлога и современи игралишта и монтажни трибини овде во соседството во Техничко училиште. Втората локација е изградба на иста таква тартан подлога за играње на ракомет и кошарка во Економско и во гимназија. Врши тендерската постапка за реконструкција на локација во населба Гоце Делчев Кошеви, каде што комплетно ќе бидат реконструирани двете спортски игралишта, едното за ракомет, другото за кошарка. Втората локација е во село Долно Којнаре, каде што исто така ќе биде реконструиран на подлогата на ова игралиште. И третата локација е во основното училиште Браќа Миладинов, во основното училиште Вук Караѓич и Наим Фрашери, каде што ќе биде изградено комплетно едно вакво уредено игралиште.